А сега е време за првиот гостин во нашето студио. Дали е важна раната диагностика? Колку е таа важна? Дали навистина треба да се насочуваме кон вакви мерења и анализи на нашето тело? Денес разговараме, тоест мојата колешка Слободанка ќе разговара со професор доктор Блажен Толовски, кој што ќе ни ги открие деталите околу раната диагностика. Добро утро на двајцата. Добро утро, Оливера, и уште еднаш еве вака, малку подоцна, нели, веќе расонети и уште се еднаш... е поразлично меѓу 6:30 и 7:30. Ето така, и големи поздрави уште еднаш до нашите гледачи. Знам дека сите ќе ги интересира нашиот разговор. Мене ме интересира дали е важна раната диагностика и дали е опасна. Многумина се плашат од зрачењето на рентген апаратите и дали е нештетно да одиме на таква рентген диагностика или е да се соочиме со она реална опасност и со некоја, не дај Боже, болест која што тлее во нашиот организам? Добро утро. Прашањето е секако рентгенот е прва и основна задача како одговор на секоја болка на секој човек. Прво нешто што ќе направи кога чувствуваме болка, пациентот секако се јавува кај матичен лекар, но рентгенот доаѓа како некоја основна прва работа што ја прави. Да, има една мала доза на зрачење, таа доза на зрачење секако е минорна во споредба со бенефитот што би се добил од резултатот каде што ќе се снима на рентген. Така да секако дека рентгенот влегува во една рутина, секојдневно се прават многу снимки, тоа е од кога е самиот рентген измислен, тоа е револуција во медицината и тоа е тоа, бенефитот секако дека ќе кажеме дека е поголем, не дај Боже да испуштиме па после тоа да биде касно, што онда ќе ни вреди, дали сме ставиле некоја доза на зрачење или не, тогаш е сето тоа тотално небитно. Така. Ако е касно. Драго ми е што сте дел од нашата утринска програма и од мене добре ми дојдовте. Се уште сум млад за професор, мала. Да, специјалист радиолог. Мала грешка, специјалист радиолог. Меѓутоа, еве, како вашето презиме е далеко познато, Толовски, кога ќе споменеме токму за еве овие диагностики и задоволни да кажам секогаш пациенти кои што излегуваат од кај вас и секогаш вратите ви се отворени и нормално нешто да така е и јас сум била дел од рентген снимка кај вас, меѓутоа најважниот дел е она што цените се достапни токму за сечи џеп, што од ваша страна е за голем поздрав ова време во кое што живееме. Меѓутоа, ајде малку повеќе за вас да слушнеме и да ги запознаеме гледачите. Лично за мене добро, да. Тоа е, кога спомнавте нашата установа, тоа е установа, ние многу се гордееме со тоа, основана во далечна 1996 година, оваа година е јубилејно, правиме 30 години постоење, што сметам, фала дај Боже, што за нашите услови во Македонија е сепак една сериозна бројка на години, на многу работа, трпеливост, надградување и така натаму. Апаратура која што медицината ја носи како се ново нешто. Тоа е многу тешкиот момент. Да, дури секоја година предпоставувам има нешто ново. Што да ви кажам, јас тоа го чував за на крај како се шалевме со овие што ни водат реклами дека ајде да направиме као за 30 години. Набавивме нова апаратура, една голема нова... Како било некогаш и како е сега. И набавивме една голема нова магнетна резонанца, така што, ете, како за 30 годишница имаме еден голем новитет. За нас борбата со апаратите исто така мораме да ја следиме, трендот мора да се следи.
Тоа е тоа. Скапи се. Но вие ги мора имате да се сите достапни, да. За сето она што нам како пациенти ни е потребно за да ја одиме на рентген, односно вие сте тие кои што веднаш и на лице место ја давате и дијагнозата, така? Барем јас знам, според мене кажавте што е мојот проблем. Да. Вие можеби не се сеќавате, меѓутоа јас си знам. Ајде сега за индикациите. Кај пациентите, што е она и кога тие треба да се јават кај вас? Па, видете се, пациентите секако прво се јавуваат кај матичните лекари. И тие се стварно испраксирани, одлични лекари кои што во првата потреба секако почнуваат со еден обичен, не викаме обичен, конвенционален рентген, рентгенска снимка, да видиме што се случува. Зависи, најчести снимки кои што се прават се снимките на белите дробови и снимките на скелетот. Нели, бели дробови, сега е актуелно надвор, имаме имаме многу за жал, да, вируси, знам што ќе каштици, кажете, нечист воздух и така натаму. Тоа се многу чести снимки. Скелетот спаѓаат сите болки што ги осеќаме, не дај Боже, скршеници и така натаму, сето тоа си оди првично на рентген. Така. Ние ќе ги погледнеме и сите оние апаратури со кои што вие работите, еве во моментов кои што одат и можат гледачите да ги Да, погледнат. тоа се новите апаратури, да, тоа е Претпоставував дека ова е се апарат ново. за рентген. За рентген дијагностиката. Да, за рентген дијагностиката, тоа е новиот апарат. Многу детална убава снимка, многу прецизно, многу брзо, многу ефикасно. Зашто поточно? Едноставно фантастично. Бели дробови скелет, тоа е тоа обично, тоа е тој конвенционален рентген. Мамографија. Ова е прегледот за мамографија, мамоматот. Исто така и тука се подновивме со еден нов апарат. Очигледно е. Да. Исто така, нели, секој пат мислиме дека сме добри дијагностичари, се додека не ни стигна новиот апарат, па тогаш сваќаме колку може повеќе. Ова е компјутерскиот томограф. Исто така, многу моќна машина. Понатаму ќе позборуваме и за него, што кои се неговите предности, кога и каде и како се користи. Компјутерската томографија, малце поредок, не така чест преглед. Ова е тоа новото што се подновивме за 30 годишница, веќе непол месец како сме во функција со него, тоа е новата магнетна резонанца. Така да генерално ќе позборуваме за апаратурата. Сите потребни апарати кои што и нам ни се, нели, како пациенти потребни. Ајде малку за магнетната резонанца. Што таа најмногу, кога треба да ние ја употребиме, еве вака да се изразам и да ве прашам. Кажавме дека да соматичниот лекар, меѓутоа еве по препорака, што е она што најмногу пациентите го чувствуваат за да дојдат токму до овој дел? Магнетната резонанца е, викам јас секогаш и на пациентите им кажувам, тоа е едно она крајот на снимањето, врното, последното снимање, да би можеле се да исцрпиме да стигнеме па до магнетна резонанца. Јас сум во ставот дека не се скока веднаш на магнетна резонанца. Така. Не се оди веднаш, сега, не знам, ве болело колено и се ние веднаш ќе ве ставиме на магнетна резонанца. А тоа сум слушнала дека се случува. Не е коректно, да, и затоа мислам дека се ствараат оние долги чекања во државните болници, затоа што сето тоа као јас сакам магнет идеш на магнет. Во поразвиени земји тоа не бива така. Мора да се поминат сите филтри, мора да се помине буквално се, да се проба се. Браво. И на крај се остава магнетната резонанца. Ако веќе има потреба од такво нешто, а тоа се знае дека ако не успее, да. Како стручни лица тоа е снимање многу моќно, многу прецизна дијагностика. Викаме ние последна во алката. Многу убаво многу точно се поставуваат тие дијагнози. Се снима буквално целото тело, да не сватат гледачите погрешно, се снима дел по дел. Така. Значи, ние тоа кој ќе кажат, ама вие снимате цело тело, не тоа, тој фазон на доктор Хаус не постои сега, тоа вие ќе влезете, тоа таму ќе ви снима, не, тоа не постои, мора да оди сегмент по сегмент, но тоа што го снима, тоа го гледа веднаш. Да, брзи се новите апарати, не е така веднаш, ама сепак е релативно брзи снимање, 7 до 10 минути. Сакам да кажам, брзи се резултатите и снимањата исто така. Прецизноста на дијагнозата. Прецизноста, да. Од глава буквално па надоле све може да се снима. Според вашето долгогодишно искуство кое што го споменавте и го кажавте, ние како пациенти со што најмногу се соочуваме? Број 1. Број 1,
Па не знам, секојдневна пракса ако земеме, ако ги трнеме на страна во друга група овие сериозни заболувања, тоа се болките. Болките. Затоа што како нација сме малце, нели. Ете, кујната ни е богата, имаме вишок килограми генерално како нација, да, и тоа тука страда. Рбетникот тука страдаат колената, зглобовите, нели, кого не го боли половината или вратот или рамото или така натаму. И до какви резултати доаѓаме, со што се мачиме најмногу, еве да ги издвоиме жените и мажите? Со какви резултати? Тоа е тоа, се бара здрав начин на живот, се бара слабење, тоа е религион после поставените диагнози. Се бара секако спортски активности, се бара одредени терапии после дадените диагнози, тоа е целта на диагнозата, да се упати пациентот што би правил после нас. И морам да ги споменам, тие најмногу ни се тешки, тие за нас се најтешки, тоа се случајните диагнози. Тоа се оние диагнози кои ќе ви дојде пациенти, не знам, го боли колено, ти снимаш као ајде, окей, ќе видиме, и онак излегува нешто апсолутно неочекувано, нешто што не го сакаме, тогаш е диагнозата многу тешка да се соопшти. Ние сме во суштина во тој случај првиот удар, првиот бран што пациентот го доживува. За жал, верувам дека е така, меѓутоа, ете, животот, нели, се може да донесе. Меѓутоа, за каква болка тогаш станува збор кога имаме таква диагноза во колено и слично, како што споменавме? Така го споменав коленото. Да, меѓутоа, знаат да бидат болките. Болките да се буквално болките да се многу слични. Ние не можеме да ги разпознаеме, болка е болка, пациентот е викаме боли. И ние не можеме да речеме да ве боли од ова или ве боли од ова. Не можеме да кажеме. Проклетијата на малигните болести е тоа дека генерално тие не бола до тој степен да пациентот реагира се додека не се развие болеста повеќе. Се ако ќе се развие повеќе, тогаш имаме проблем. Затоа кога треба ние да дојдеме на време? За да диагностицираме. Точен одговор на тоа баш и се уште нема. За жал. Да, имаме пациенти кои што се повеќе осетливи на болка, па повеќе реагираат. Има пациенти боли, па чекано до крај, па се ќе дојде. И така. Меѓутоа, сепак со раната диагностика може да се спасат животи, така ли? Секако може. Се што е на време откриено. Да, зборуваме за рана диагностика, не се мисли на ваков тип на снимање. Така. За рана диагностика се мислат оние систематски прегледи кои што влегуваат во регуларните снимања во целиот свет. Еве кај жената тоа сега е многу популарно, тоа е снимање на дојките. Така да, кога зборуваме рана детекција, рана диагностика, се мисли на систематски преглед на дојка кај жена или не знам снимање на бели дробови кај пушачи, снимање на дебело црево кај мажи, статистички оние органи кои што се повеќе страдни на малигни болести и си има терк кои органи влегуваат во тие систематски прегледи. И тогаш влегува во аспекта рана детекција. За нешто вие рана детекција да правите, се сликате раката цело време, затоа што ќе правиме рана детекција на скелетот, тоа не постои. Така. Споменавте за на каков начин и принцип е за дебелото црево кога станува збор пациентите? Дебелото црево, јас исто така. Со оглед на тоа дека сме нација која што според статистиката покажува дека има заболување. Тоа е заболување почесто кај мажите после 52-та година. Дебелото црево, на таа компјутерска томографија што гледавме, имаме добро снимање за тоа, убаво се детектира. Секако тука сме во корелација со гастроентеролозите, кои што го вршат оној преглед на колоноскопија и тие се два основни стандарди кога се работи за проблеми на дебелото црево. А прво треба да направиме снимка кај вас или колоноскопија, како оди тоа процесот? Тука како ги прашате гастроентеролозите, они ќе речат прво колоноскопија, но вие ќе кажете прво компјутерска томографија секако. Така да, верувам. Со ова 30 годишно искуство кое што еве го споменувате, јас уште еднаш ќе ви го честитам јубилеот, ги погледнавме и вашите апарати кои што, како што кажавме, медицината секојдневно дури, нели, и нови лекарства и нови апарати, се нешто ново имаме. Меѓутоа, вие секогаш ги имате најновите, претпоставам. Се трудиме, не можеме да ги имаме секогаш најновите. Меѓутоа, едни од поновите. Со тие апаратури, не е баш така едноставно дека не можеме секогаш да ги имаме најновите, нели? Кога ќе отворат нови болници, ќе речат сега апаратурава нова. Но за кај нас во овие стандарди во смисол до кога? Тоа ќе биде во наредни 6 месеци, година, 2, ондак тоа ќе се промени, пак сме на, нели? Битна е диагностиката, битна е да знаеме да ги читаме тие резултати. Па нека бидат и не толку мокни апарати, сепак. Докторот е
тој лидер кој што ќе ја води целата Вие ја дијагноза. соопштувате дијагнозата на лице место кога ќе ги погледнете. Секако, да. снимките, Тоа е моето школо, во смисол од нашите постари професори и во Скопје, од Радиолошкиот институт и од странство, дека така викаме, секогаш викни си го пациентот, прашај го многу информации, самиот он ќе ти каже. И тоа ни оформува целата дијагноза. Не можеме така слепо затворени у канцеларија да се криеме и да пишуваме дијагнози. Тоа за мене не држи вода. Така, очи во очи. И за нас е плюс, секако, нели? Да, верувам дека е така, но еве како времето ни помина, ако нешто треба плюс уште од ваша страна да ни кажете, што е многу важно за нас, како што велам јас, како пациенти, затоа што јас се ставам во таа категорија, повелете. Па, што да ви кажам, пак ќе се вратиме на истото. Нели, да не бидеме оние типични, стереотипни наши размислувања, да го чекаме Последниот момент. Да, голем задни прак на болка, за да се јавиме на не само на снимање, зборуваме на општо на лекар, да се реагира на време, да се потсетиме на она ковид време, исто беше и тогаш, реагирајте на време, исто и сега, реагирајте на време. Не живееме баш во најдобри услови, во смисол на воздух, физички активности, храна, килажата. И треба да внимаваме на здравјето. Сето тоа, да, треба да се внимава. Генерално тоа би било за мене. Ги спомнав на белите дробови, но јас би сакала за овој дел главата, мозокот. За главата. Тука е одлучувачка магнетната резонанца и компјутерскиот томограф што го покажавме преска одличен. Ако имаме главоболка која не поминува слично. Компјутерот е брзо снимање. Се имаме за снимање, тоа сакам да го кажам. Ама магнетната резонанца е таа што е дава на она финале кај мозокот. Тоа е посебна тема во радиологијата, тоа е. Реалната дијагностика. Реалната, да. Мозок само на магнетна резонанца. Тоа е наш став. Плюс тоа е апарат кој што нема зрачење. Добро, секако дека финансиски, нели, не е баш ефтин тој преглед, ама мислам дека сме... Но не и апаратот. Да. Сме прилагодиле да биде колку толку да може да биде достапна за пациентите. Секако. Затоа што знаеме како се соочуваат пациентите со чекање термин, поготово за магнетната резонанца кај нас. Да, меѓутоа затоа достапно е, болна тема, но ви благодарам многу што бевте дел од нашата утринска програма и што можевме да позборуваме за нешто вакво и да ги посоветуваме исто така нашите гледачи. Јас само ќе прашам дали како нација, како народ сме луѓе кои што рано дијагностицираме, одиме на прегледи без да не заболи нешто или имаме страф од одење на рентген дијагностика? Тука морам да ги пофалам помладите генерации, подготово женската популација, да. Дали овој свет на интернет и на допишување форуми, Фейсбук, Инстаграм и таму не знам ти што све. Влијае, значи. Влијае и да, се потрезвени дека се доаѓа на тие редовни систематски прегледи. Ехо на дојка, мамографија. Да, и морам да кажам дека тоа иде се повеќе и повеќе во тренд, доминантно кај жените. Позитивна страна од социјалните медиуми. Да, така е, да. Но еве и ние како медиум да им кажеме дека треба да не чекаме да се јават симптомите, туку да, почна пракса и преку работата, каде што работат самите луѓе да се организираат тие систематски прегледи, што за многу големо поздравување. Супер, одлично. Така, што опфаќа систематскиот преглед? Тоа зависи од пакети кои се потпишуваат и така натаму. Да, зависно и од годишната возраст на вработените во предпријатието. Но важно е, посебно кај жените, нели, гинеколошки преглед, ехо, мамографија на 2 години, правење така е, да. испитувања. Зборуваме општо и за машки и за женска популација. Има. Добро е што како иницијатива се постигнува ефект, пак ќе кажам, кај помладите генерации, едноставно доаѓаат. Секој чест, браво, кај постарите тоа не. Тоа не постоеше и се уште кај постарите генерации не постои. Баш чудно ова што го слушаме, меѓутоа и не дека не ни е познато. Така е, да. Одбивање да се оди на доктор, поготово припадниците на посилниот пол, додека и припадниците на медицинската фела. На медицинската фела. И тоа ли се случува? Најчесто сме, од премногу работа, да. Како што фризерите немаат никогаш убава фризура. Секогаш е така. Да, Оливера, тука ние ќе завршиме со разговорот, но нешто ќе се надоврземе со темата. Да, со оглед на тоа дека постојано во разговорот го споменавме здравиот начин на живот и сите оние техники за здраво живење.
Една од наједноставните техники е пешачењето.